Денеска продолжуваме со работните задачи од темата материјали, работа и обликување за пето одделение со наставна содржина моделирање на мека жица. Денешната задача е за украс на вашата работна маса, која што секако знаете дека вашата работна маса покрај одредени книги, тетрадки и така натаму, сакате да ја украсите да изгледа како што вас ви долекува. На оваа илустрација прикажани се два модела на изработка на мека жица, која што првиот модел, овдека е прикажан моделот на птица, секако дека само од предната страна, како што ја гледаме, изгледа дека треба да се изработи само една страна, но секако дека кога би завртели од другата страна, значи би требало да биде обострано и така направено за да го даде крајниот модел на самата птица. За оваа работна задача потребни ни се следните материјали. Хамер. Хамерот пожелно е да биде во црвена боја и картон, бел картон, за да можеме да го обоиме онака како што сакате вие во вашата омилена боја. За овие модели рековме дека моделирање на мека жица како украс на вашата работна маса потребна ни е жица од 50 см само за едниот модел, за да не направиме забуна, затоа што кога сакате повеќе модели да направите, значи ако сакате 3 модели, треба 3 парчиња по 50 см за да се изработат овие модели на птицата, пеперутката, а исто така и пајак. За овие работни задачи ни се потребни ножици, лепак, селотејп по желба во црвена боја или боја која што ја имате, за да може да ни послужи за понатамошна работа на овие модели. Украсни копчиња, самолеплива хартија и други материјали. За да се изработат овие чекори на работа, потребно е да направиме скица на бел хамер или на тенок картон. Бел хамер, зошто? Затоа што знаете дека секој има своја омилена боја, дали птицата ќе исечете и ќе обоите со сина боја, дали ќе обоите со розева и така натаму, значи ножичките ќе ни послужат за сечење на краевите на самата птица, која што претходно треба да нацртаме скица на едната страна. Но секако дека оваа скица треба да се нацрта со слободна рака, за да умешноста на цртањето видиме дали е добро нацртана, дали е покреативна, истата страна што е нацртана треба да се дуплира и да се добијат две птици. На оваа илустрација прикажано е како всушност сме го исекле тој дел на телото на самата птица. Го гледате како е со бела боја, така што можеме да дадеме боја на самата птица. По овие чекори на работа продолжуваме понатаму. Кога ќе се нацрта телото на птицата, рековме да се дуплира и од едната и од другата страна. На овој модел се прикажани двете страни, ги гледате, за да всушност дадете омилена боја, овдека е сина, а вие како ви одговара и која боја ја сакате, значи да ја изработите по ваш вкус. Продолжуваме понатаму. Значи правиме едно бело и едно црно.
крупче, кое што ќе емитираме и ќе направиме око на самата птица. Еве ги очите на птицата. Црното крупче, значи знаеме дека е црнката на самата птица, а белото крупче е белката на самата птица. Потоа треба да направиме два триаголника. Еве ги овдека на самата илустрација се покажани, значи црното крупче и белото крупче. Тие треба да ги споиме пред да ги залепиме на страната на телото на птицата. И исто така треба и тие да ги дуплираме, за да од другата страна ја прикажеме, значи изгледот на окото, кое што всушност ќе ни прикаже детален изглед на самата птица. Овие два триаголника ќе имитираме, значи ќе направиме клун на птицата, кое што пожелно е да биде со црвена боја, затоа што знаеме дека изгледот на птицата е повеќе на сите птици, клунот е црвен. Одиме по следните чекори на работа, кое што одиме на искористување на меката жица, која што треба да се обликуваат нозете на стапалата, и овие нози треба да има две нозе, која што прстите на стапалата треба да има 3 прсти, која што должината на стапалата, зависно од должината и на жицата, треба да се обликува за да направиме две стапала со по 3 прсти. Секој прст на стапалото треба да изнесува со должина од 25 мм. На оваа илустрација е покажано, значи, едното стапало. Гледате дека отприлика има околу 25 мм со 3 прсти. Потоа одиме кон постапката на меката жица за другиот крај, за да го направиме другото стапало со 3 прсти. Исто и ова стапало со 3 прсти треба да биде со должина од 25 мм, за да има идентичност на нозите на самата птица. Еве ги нозете на птицата, гледајќи го овој модел, значи како всушност изгледаат стапалата со по 3 прсти на самата птица, и треба да направиме една финализација на изработката на прстите. Еве ги нови илустрации се прикажани прстите на птицата и нозете, гледате дека не се сечени. Продолжуваме со картонот кој што беше изработен на самиот модел на самата птица. Ги спојуваме така што жицата ја лепиме со селотейп. Тој селотейп треба да биде во повеќе слоја и така да биде завртено од лепливата страна, за да може да се залепи и другата страна на телото на птицата. Потоа на него се лепи, значи, другиот дел на птицата, за да не се гледа жицата. Нова илустрација е прикажано дека начинот на лепењето на жицата како треба да изгледа. Еве ги трите илустрации, така да нова илустрација е прикажано финалниот изглед на птицата, која што беше потребно од материјал картон, бел, хамер во црвена боја, за да изработиме, значи, оние сите елементи кои што се направени на птицата. Но овдека не завршуваме. Со моделирањето на жицата продолжуваме и понатаму. Можеме да направиме и друг модел. Ова е пеперутката. Исто така, со нашата умешност и
креативноста на нашите изработки, можеме да изработиме пеперутката од жица и од картон. Исто картонот може да биде во бела боја, за да дадеме исто така пожелна боја, ваша омилена боја на самата пеперутка, за да моделот биде убав, да биде посебен и добро дизајниран. Работните постапки, значи чекорите за работа, ги повторуваме како и самата птица. Пеперутката, моделот еве го како изгледа, а и нова илустрација е дадено, значи всушност можеме да направиме пеперутка со две страни, кои што исто на таков начин ќе ги споиме како и самата птица. Ќе дадеме една боја на картонот, кој што секако дека може да се исече по оние форми како што ќе го нацртате самиот дел на скицата која што се изработува. Двете страни, пред да ги залепиме, треба да направиме, значи, моделирање на жицата, за да всушност направиме една подлога, статив, за држење на самата пеперутка да изгледа како прав украс. На ова илустрација е прикажано, значи, всушност колкава да биде големината на пеперутката. Ја боиме со боја, рековме дека по ваша желба, дали розева, дали бела ќе остане со некоја шара нацртана, дали ќе ја обоите со сина боја, значи секако дека е по ваш избор. Но продолжуваме понатаму. За да добиеме добар и убав модел, треба да дизајнираме, значи, а исто така и да додадеме други материјали. Овдека на сликата е прикажано едно копче. Всушност копчето ни прикажува глава на самата пеперутка. Можеме да искористиме и друго копче, кое ќе прикажува тело на пеперутката, така што кога ќе ја обликуваме жицата, треба повторно да ја залепиме меѓу двете страни на пеперутката, за да изгледот на пеперутката изгледа на ваков начин, како што е даден на самата илустрација, и да дадеме добар модел. Но тука не застануваме, продолжуваме со нашите креативности и за изработка на други модели. Жицата можеме да изработиме за изработка и на пајак, али тука ќе користиме жица и монистри. Постапките за изработка на овој модел треба да направиме модел по ваша идеја и креативност, за да ја искористиме жицата која што секако може да се моделира, да се обликува, да дадете посебни модели како што се овие двата што ги прикажавме претходно, птицата и пеперутката. Сега пајакот треба да биде изработен на таков начин кој што на една жица ги ставаме, ги редиме монистрата. Монистрата треба да бидат со повеќе големини, различни големини, за да се даде телото на пајакот. На другата илустрација ја оформуваме главата на пајакот и ставаме уште една жица, која што ќе имитира, значи, дел од телото на самиот пајак, која што еве на третата илустрација веќе вршиме оформување на телото на пајакот
Понатаму продолжуваме, значи додаваме уште жици. Рековме дека жицата може да се моделира за да вршиме имитација на нозе. И на овие повеќе жици ги редиме монистрата. Еве на оваа илустрација е прикажана монистра, која што ќе ни послужи за нозете на пајакот. На следната илустрација гледате дека финалниот изглед на пајакот како изгледа, но со нашата умешност и со нашата креативност можеме да ги промениме насоките на жиците, значи да направиме друг изглед на пајак, која што секако дека пајакот е со други изгледи, може да се направи тој изглед на пајак, така да овие модели можеме да ги изложиме. Еве го изгледот на другиот пајак. Можеме да ги изложиме во нашето училиште, а исто така да ни послужат и како добар подарок некој најдраг пријател, пријателка од вашето одделение. Ви благодарам на вниманието, се гледаме во наредните часови по техничко образование.